Баба Марта се ги покажа забите. Најстудено им беше на Беровчани, каде што живата во термометарот падна под 18 степен. На минус 10 степени се разбудија Штипјани. Иако температурите се ниски, тие коментираат дека од годините знаело да биде и постудено. Јас се сеќавам и за Великден дека е врнало снег. Така ли? А ово не е изненадување. Март, февруар, март, уште трае зимата. Бај година, знам сега, малку понапред е било топличко. Сега поладно, гледаше, никој пат во ово време не е паднало снег. Со полна снага работат радиаторите во училиштата, државните институции и болниците. Пациентите кои денес ги сретнавме пред Штипската болница велат дека сега болничките соби се топли. Сега има парно, да, добро е. Кога немаше парно? Па, мислам, не, пред 3 дена немаше. Да, топло е, затворени се, брат. Штипската болница има доволно нафта за да ја презиме зимата. Пред 2 дена на само неколку часа радиаторите беа ладни, но тоа беше поради дотур на нафта. Најладно е на инфективно, неврологија и детско, но таму болничките соби се загреваат со дополнителни грејни тела. Вели денес директорот на Штипската болница. Бидејќи ова е некој ладен поларен бран кој што го најавуваат и исклучително ниски се температурите, значи парно ќе има и во текот на вечерните часови. Значи 24 часа додека трае овој многу студен бран, ќе има парно во болницата. Знаете дека инсталацијата е стара, имаме некои делови од болницата што малку послабо се греат, меѓутоа дозволено е употреба на греалки. Поради студениот бран, Комисијата за превенција од штетни ефекти од студени бранови при Министерството за здравство препорача од работа да се ослободат бремените жени и лицата над 60 години. За оние работници кои работат на отворено, се препорачува реорганизација на работното време. Да се избегнуваат физички активности на отворено, да се внимава на лизгави површини и да се конзумираат топли напитоци, а хронично болните лица редовно да ја земат препишаната терапија. За време на викендот синоптичарите најавуваат значително затоплување, што ќе се создадат услови за нагло топење на снежната покривка.